За ВМРО ДПМН! Добро вечер за коалицијата за подобра Македонија! Добро вечер за победничка Македонија! Уште само 14 дена. Готови се. Победуваме! Драги мои пријатели, почитувани сограѓани, сакам овој голем митинг да го започнам со изразување на голема благодарност на нашите пријатели од меѓународната заедница, министерот за надворешни работи на Република Австрија и подпредседателот на Европската народна партија, кои дојдоа тука денес специјално допатуваа да ни изразат подршка во пресред на овие избори и заедно да докажеме дека Македонија има европска перспектива и дека местото на Македонија е во Европската Унија и НАТО и да им покажат на сите скептици дека заеднички можеме тоа да го сториме. Македонија да оди напред и да почне една нова ера за нашата држава. Сакам на овој голем собир искрено од срце да се заблагодарам до лидерите на најголемата политичка коалиција во Македонија, нашата коалиција за подобра Македонија, со кој рамо до рамо се држевме за време на кризата и кои беа и останаа покрај нас, верувајќи во пријателството и партнерството базирано на заеднички вредности и идеали, а мал дел од нив ни се приклучија неодамна. Благодарност за Љубисав Иванов Зинго, за Стече Јакимовски, за Иван Стојковиќ, за Кенан Хасипи, за Ѓону Бајрактар, за Анди Бајрам, Боја Андревски, Авдија Пепич, Мите Костов, Бајрам Берат, Гоце Цветковски, Ванчо Шектански, Страшо Ангеловски, Драган Василевски, Живко Јанкуловски, Никола Атанасовски, Владимир Голубовски, Савко Куч, Милјазин Сакипов, Чедо Николовски, Ерџан Селими, Слободан Угриновски, Неждет Мустафа, Ердоган Сарач и Шабан Салиу. Благодарност до сите нив за заедничката борба во овој тежок период за Македонија. Сакам да порачам. Продолжуваме напред, заедно, напред после новата голема победа на овие избори, која ќе ја добиеме. Продолжуваме со реформи и силно темпо во новото историско време пред нас. Да работиме сплотено за интересите на нашата држава, на нашиот народ, за интересите на нашите граѓани, македонците, албанците, турците, ромите, србите, бошњаците, власите, сите останати граѓани на Република Македонија. Драги пријатели, сигурен сум се сеќавате на нашиот огромен митинг на 18 мај минатата година на ова исто место. Митинг според многумина прогласен за најголем во историјата на државата, кога реки народ од сите страни на државата и главниот град доаѓаа кон ова место горди и со високо кренати глави. Сите тие луѓе дојдоа тогаш со една работа во своето срце, љубов кон државата, знаејќи јасно што е што и кој е кој, што и се случува на државата, свесни дека од секој од вас зависи во каква насока ќе оди државата, свесни за неправдите, но и сигурни во тоа во што сите ние и сите вие верувате. Просперитет на Македонија, земја на напредок, на реформи, држава на соживот,
Земја без кризи, туку со решенија и со одење напред. Драги пријатели, дојде време за крај на кризата. Овие избори на 11 декември се токму тој крај. Колку некои да сака да мислиме поинаку, со огромно мнозинство кое ќе застане зад нашата коалиција, кризата ќе се сведе кон својот крај и сите ние заедно ќе ја претвориме во можност. Сите ние заедно, сложно и обединето, оваа коалиција која прерасна во големо движење, кое се спротиставува на се она што се случуваше во нашата земја и сака напредок. Вложени се милиони евра во оваа сценарио и кампања на опозицијата. Тие што вложувале во ова, не и мислат добро на државата и на вас. И вие го знаете тоа. Тие кои ја водат оваа кампања со опозицијата, се истите тие кои се одговорни за кризата во државата, што се одговорни за тоа зошто нашата држава тапка во место, зошто тапка во место и во евроатлантските интеграции и кои имаат лоши планови за нашата држава. Тука е опозицијата која е алатка во ова сценарио и чие работење ви е познато многу добро. Ја знаете опозицијата, ги познавате и Заев, и Шекеринска, нивното богатење и криминално работење се реалноста која оптеретува Македонија. Нивната ароганција, снобизам и подценување кон нашиот народ се нешто што некој го искористи за да проба да не закрви, додека ние молчевме и трпеливо го чекавме денот кога ќе се соочиме на избори, кога народот ќе си ја одбрани државата, свесни дека народот е главниот столб на оваа држава и тој ќе го отплетка јазелот на оваа криза. Играње со теми, како двојазичност на целата територија и кантонизација, и нудење на работи кои некој не ги ни сонувал дека може да ги добие ниту преку војна, коскање на нашите надворешно политички позиции, преку кодошење на државата, секаде во странство, криминали на локално и на државно ниво, неработење и покрај тоа што се по 20 години во политиката, лажни ветувања и подценувања на народот се работи кои тие ги носат со себе. Говорат за слобода на медиумите, а корумпираат, купуваат и притискаат медиуми. Говорат за корупција, а не можат да се одглават од тендери и перење на општински пари, по принципот едно ваму, едно таму. Тоа е истата гарнитура која уништуваше фабрики, кои ние сега со проектот рестартирање на компаниите жртви на транзицијата се подготвуваме да ги обновиме во наредните 4 години. Бркаа инвеститори за да ги заштитат нивните олигарси, а работни места да се отворат беше мисловна именка во нивно време. Тоа се истите тие луѓе кои ја уништија средната класа во Македонија, се збогатија лично и тврдеа дека некои прашања не заслужуваат одговор. Паралелно, направија армија од платени протестирачи и систем кој е марионета и работи за сите, освен за собствениот народ. Единствените кои можат да им пратат многу јасна порака на нив и да го запрат нивното дивење и продлабочување на кризата, сте вие, народот на Македонија, граѓаните на Македонија. Единствената сила доволно мокна да ја спаси нашата држава сте вие, народот на Македонија. Единствените доволно храбри да им се спротистават сте вие, граѓаните на Македонија. Сакам да се обратам до неопределените.
Има причина зошто се уште сте неопределени. Во нив не гледате алтернатива и покрај се што направија. Знаете зошто го прават ова. Им ја гледате неискреноста и немањето визија, распродавањето на државните интереси и поценувањето на народот. А нам ни замерувате сигурно некаде и со право. Погледнете ги јасно понудите, погледнете ги јасно програмите, но и целото сценарио. Гласајте слободно и по собствено убедување. Не дозволувајте да работи кои може лесно да се променат и заеднички ќе ги менуваме, да ви ја попречат големата слика и при тоа да не го видите она што може да и се случи на државата. Вие ја сакате оваа држава и вие знаете што е подобро. Сакам да се обратам до оние кои размислуваат да гласаат за помалите партии кои одат сами или во мали коалиции. Помалите коалиции и партии се направени наменски во овие избори. Наменски со цел да не нагризат нас, мислејќи дека така може да бидеме ослабнати, мислејќи од страна на сценаристот. Но секој ден на терен се потврдува нешто друго. Народот ова го има прочитано и затоа поддршката за нив ќе биде минорна. Тие нема да имаат ниту еден пратеник, а вашиот глас со тоа ќе отиде во празно, односно ќе отиде во прилог на оние кои се заговорници на ова сценарио, во соработка со опозицијата. Ако гласате за овие помали коалиции, исто како да сте гласали и за опозицијата, нив ги раководи и нив ги поддржува ист центар. ВМРО е во вашите срца и самите знаете кој е вистинскиот пат. Ова не е прашање на личности и раководства на партии, туку прашање за Македонија. А кога Македонија е во прашање, ВМРО е секогаш обединето и единствено заедно со народот на Македонија. Сакам да се обратам до пензионерите. Со нас имате известност и сигурност. Со нас знаете на што сте. Пензиите ќе се зголемуваат и ќе се грижиме за вас преку различни мерки, проекти. Ќе ви возможиме да уживате во повозрастните и пензионерските денови и во заслугите кои ги имате за нашата заедничка држава. Да се обратам и до младите. Заеднички ќе работиме на вашата иднина, на нашата татковина. Со вас ќе дискутираме за предизвиците и ќе ги решаваме проблемите. И заеднички ќе изнаоѓаме решенија. Вие сте нашата иднина и вие ќе учествувате во нашите одлуки. Вам ви треба перспектива, можности, нови работни места, подобар стандард. Опозицијата тоа не може да го обезбеди. Знаете и самите, како што знаете дека ние можеме да го обезбедиме тоа. Ако сте пак толку млади и пред 10 години сте биле во години кога не сте следеле политика, тогаш кога СДСМ беше на власт, прашајте ги вашите роднини, родители, дедо, баба, повозрастни пријатели, што СДСМ направи за нив кога тие беа на власт, кога мнозинството народ им веруваше и им ја даваше довербата, кога ветуваа по еден вработен од секое семејство, кога пропаѓаа оплячкани штедилници, кога се затвораа фабрики или партиските олигарси ги приватизираа фабриките, па потоа масовно отпуштаа работници од работа. Распрашајте се да знаете со кого си имате работа, со какви волци во овчја кожа. Прашајте ги колку нови фабрики се отворија, барем една да ви кажат од тоа време, но и колку се затворија. Прашајте ги и за слободата и демократијата, а прашајте ги и што направија за младите во тоа време, за вработување,
за поевтини студирања, за либерализацијата на визниот режим. Дали една спортска сала или училиште се изгради тогаш? А посебно, прашајте ги за корупцијата и криминалот во тоа време кога СДСМ беше на власт, а вие се уште премногу млади за да следите политика. Јас ве повикувам, ајде заедно да работиме на подобрување на целата иднина, на сите нас заедно во Македонија и на иднината на младите во оваа држава. Сакам да се обратам и до земјоделците. Ние сме ваш традиционален партнер. Нарекуваат, мисля дека тоа е погребно, земјоделско народна влада. Но ние се гордеевме со тоа. Се гордееме со вас. И ќе продолжиме да работиме и да ви помагаме. Со нас сте на сигурно. Ќе ја продолжиме грижата и помошта за вас. Уште посилно во следниот мандат. Стоиме зад вас, не само во добри, туку и во тешки времиња, а го видовте тоа како го правиме. Сакам да се обратам и до работниците. Вие, храбриот работен народ на оваа држава, вие сте нејзиниот столб. Вие знаете да направите разлика помеѓу лажни ветувања и реални и остварливи проекти. Вие знаете кој може повеќе да сработи за вас и да го подобри вашиот стандард. Кој ја воведе и кога растеше минималната плата и во чие време просечната плата дојде од околу 13 до речиси 23.000 денари. Кој исполни огромен број договорени работи со синдикатите во ваша корист и кој отвара нови работни места, што директно влијае и ќе влијае на зголемување на платите во приватниот сектор во Македонија. Сакам да се обратам и до бранителите на Македонија. Тие ве нарекуваа дека сте домашни животни. Се сеќавате? Лавови, тигри и други работи. Ние се гордееме со вас, со сите вас, и ја знаеме вашата вредност и допринос за нашата заедничка држава. Вие сте херои и така ќе бидете третирани секогаш. Вашето место е со нас, а нашето место е со вас. Заеднички ја сакаме државата и можеме многу да направиме за нејзе и за нејзината сигурност и безбедноста на сите наши граѓани. Сакам да се обратам и до бизнисмените, предприемачите, собствениците на компании. Создаваме бизнис клима и создадовме бизнис клима, која Светската банка ја рангира како 5-та најдобра во Европа, како 10-та најдобра во светот. Македонија стана земја со најниска ефективна даночна стапка од 7,4% во светот, според Бизнес Инсайдер, засновано на податоци на ММФ и Светската банка, со најниски даноци во светот. Со проектот регулатор на гилотина ја намаливме бирократијата до минимум. Работиме за вас, бидејќи ве гледаме како наш клучен партнер во намалувањето на невработеноста во нашата држава, што е наш приоритет. За оние кои сакаат да направат нови инвестиции во следниот период, преку проектите рурални развојни зони, рестартирање на компаниите жртви на транзицијата, преку новите услови за истражувачки развојни центри, нудиме неповторлива можност за инвестиција со најмали можни трошоци и голема финансиска поддршка од државата. Сакам да се обратам и до нашите соседи, пријатели и сограѓани кои се членови и поддржувачи на СДСМ. Знам дека имаме огромни разлики. Знам дека можеби и кај некој од вас има огромна омрза кон нас. И обратно, кај нашите членови кон вас и вашето раководство. Тоа не е добро. И сите ние имаме своја одговорност во тоа.
Јас ке се трудам во идниот период по изборите да го намалам јазот меѓу македонците, помеѓу граѓаните на Македонија и поделеноста по партиска линија. Но сакам да ви се обратам денес лично и директно на вас, подржувачите на СДСМ и членови на СДСМ. Ве молам, размислете добро што и кого подржувате. Меѓу членовите на СДСМ има искрени луѓе и патриоти кои си ја сакаат сопствената држава. Ние го знаеме тоа. Многу од вас имате традиција на подржување на СДСМ, но знам дека не ви е и на вас пријатно кога го слушате сегашниот председател на СДСМ како ги распродава националните и државни интереси и не го подржувате во неговите намери. Знам дека ви е сосема јасен неговиот план и целото ова сценарио на кое овие 2 години е жртва сиот наш народ, вклучително и вие. Сакам да апелирам до вас. Ве молам, добро размислете за кого ќе го дадете вашиот глас. Направете разлика и на овие избори. И на овие избори помеѓу Заев и Македонија. И одберете Македонија. Суверена, самостојна, унитарна, за која се бореле и вашите предци, и за која и вашите предци заедно со нашите знаеле да се обединат, кога ќе виделе некоја закана за државата. Ние ќе ги подобриме некои наши слабости во наредниот период. И вие можете да сметате на нас. Докажавме дека не оставаме никого и докажавме дека знаеме да ги отвориме вратите за сите, дури за оние кои ни биле жестоки неистомисленици. Помирување мора да дојде. А што ако не интересот на Македонија треба да биде столбот околу кој ќе се обединиме сите? Тоа треба да биде столбот на обединување, интересот на Македонија. Сакам да ви потенцирам на сите вас, граѓани на Македонија. Има не 101, туку повеќе од 1001 причина зошто да не гласате за опозицијата и СДСМ. Но ние не ветруеме со таква негативна кампања. Нивната омраза и деструкција говори за нив. Ние ви даваме над 500 страници полни со причини во нашата програма зошто да гласате за нас. Ние нудиме огромен број на реални проекти и мерки. Ке креираме околу 70.000 нови работни места во Македонија, а невработеноста ќе се сведе за 4 години некаде помеѓу 17 и 18%. Ке ги зголемиме платите во јавниот сектор за 10,25% до 2020. И за 10,25% ќе ги зголемиме пензиите на пензионерите во тој период. Ќе ја зголемиме и социјалната помош за нови 50% до 2020 година. Ќе направиме постепено реално зголемување на минималната плата и таа ќе достигне 14.000 денари до 2020 година, а во текстилната и кожарската индустрија постепено ќе се зголемува до 13.500. За бизнисот ќе обезбедиме кредитна линија од Европската инвестициона банка со која ќе се изврши репасирање на над 100 милиони евра со особено ниска и фиксна каматна стапка. Ќе отвориме 140 нови детски градинки. Ќе изградиме 18 нови училишта и ќе реконструираме повеќе од 140 училишни објекти. Во делот на модернизација на здравството во следните 4 години ќе набавиме 3700 најсовремени медицински апарати и медицинска опрема во вредност од 33 милиони евра.
Ке го реализираме проектот рестартирање на стопанските капацитети жртви на транзицијата со пакетот мерки за инвеститорите кои ќе се стекнат со собственост. Предвидуваме директна државна финансиска поддршка, грантови за набавка на машини и адаптација на просторот, даночни ослободувања и низа други пробовности. Ке го реализираме и проектот од град во село за нов почеток, при што корисниците ќе добијат финансиска помош за градба или купување на куќа, месечни примања во период од 18 месеци, земјиште на располагање или добиток со пасишта и други поволности. Ќе го спроведиме новиот проект наречен Купи куќа за над 36 години, а ќе го продолжиме проектот Купи куќа за млади до 35 години. Предвидуваме до изградба на започнатите 3 автопати, како и почеток со изградба на 3 нови автопати со 6 ленти, и тоа од Скопје до Блаце, од Гостивар до Кичево и од Требеништа до Струга. Предвидуваме изградба на 6 нови експресни патишта со 4 ленти, и тоа Ранковце Крива Паланка, Градско Прилеп, Штип Кочани, Штип Радовиш, Битола Жабини Меджитлија и Охрид Пештани. 4 ленти експресни патишта. Предвидуваме изградба и реконструкција на над 60 регионални патишта во вкупна вредност од над 140 милиони евра. Дополнително, за изградба и реконструкција на локални патишта предвидуваме нови 30 милиони евра. Предвидуваме набавка и на 3 нови дизел моторни возови, 2 нови електромоторни возови, 3 нови електрични локомотиви за македонските железници во износ од 30 милиони евра. Ќе го реализираме проектот наречен Рурални развојни зони во населени места кои се на листата на рурални подрачја, наведени во нашата програма. Над 1650 села и градови под 10.000 жители, каде инвеститорите ќе имаат услови слични, но и подобри од оние во слободните економски зони за правење бизнис. Ќе овозможиме нови над 600 милиони евра субвенции за македонските земјоделци и за руралниот развој. 80% поддршка од државата за вградување на системи капка по капка и ископ на бунари и набавка на високо приносен добиток исто така со поддршка од 80%. Ќе ја зголемиме и поддршката од 50 на 60% за набавка на трактори, механизација, опрема и подигање насади. Ќе воведеме и проект за професионални земјоделски советници кои ќе бидат на располагање на македонските земјоделци за унапредување на нивното производство. Ќе изградиме и агропазар, еден вид современа земјоделска берза потек на амстердамската. За Скопје предвидуваме изградба на 3 подземни сообраќајници, и тоа првата од раскасницата кај Народната банка до владата, втората е крстосницата на 2 нивоа кај ТЦ Мавровка и Судската палата, и третата е подземна сообраќајница кај Јужниот булевар кај Нова Македонија. Инвестицијата е околу 100 милиони евра, 90% ќе се финансираат од владата, а 10% од градот Скопје. Воедно ќе набавиме и 50 електрични автобуси. Освен целосна гасификација на Македонија со примарен гасовод, на која веќе се работи и која ќе ја дореализираме во наредниот мандат. Во Скопскиот регион предвидуваме изградба на дистрибутивната мрежа за природен газ со проценета инвестицијска вредност од околу 100 милиони евра само за Скопје. Ќе се изградат околу 245 километри дистрибутивна мрежа, со што граѓаните ќе добијат поевтини сметки, а компаниите помали трошоци и поевтин енергенс.
Истата секундарна гасификација се планира и во другите градови ширум Македонија, каде ќе има примарен гасовод, ќе се направи и секундарен гасовод, односно дистрибутивна мрежа. Во Скопје ќе изградиме целосно нов комплекс клиники Мајка Тереза. Оние што ќе останат надвор од тој објект ќе се реновираат. Ќе се реновира клиниката за кардиологија, клиниката за инфективни болести, клиниката за хируршки болести, ќе се реновира исто така и клиничката болница Свети Наум Охридски, Стара Градска, градската општа болница 8 септември, а ќе се реконструираат и амбулантите во Сарај, Бардовци, Лисиче, Ѓорче Петров, Бутел, Карпуш, Илинден, Шутор, Ризари, Чајер и Ваје. Ќе извршиме набавка на 1317 нови најсовремени медицински апарати за здравствените институции во Скопје, во вкупна вредност од 13 милиони евра. Предвидуваме да ја основаме и изградиме технолошко-индустријската развојна зона Скопје 3, а во рамките на Скопје 2 ќе се формира слободна IT зона, која ќе биде наменета за компании кои ќе нудат услужни дејности и за компании од IT индустријата. Предвидуваме отварање на 22 нови детски градинки за Скопје, проширување на уште 10 градинки во други просторни услови на територијата на Скопје, со што ќе го зголемиме офатот за преку 6000 деца. Ќе изградиме 2 нови студентски домови во Скопје. Студентските домови ќе бидат со капацитет до 500 легла. Ќе се доврши започнатата реконструкција на студентскиот дом Гоце Делчев. Ќе се доизградат нови објекти за потребите на факултетите за информатички науки и компјутерство и инженерство и факултетот за физичка култура. Ќе изградиме нов објект за Универзитетот Дамјан Груев и посебен за неговиот медицински факултет. Како и нов објект за Универзитетот Мајка Тереза и повторно ќе ја изградиме старата учителска школа за потребите на високото образование. Во спортскиот центар Борис Трајковски ќе изградиме нов објект за гимнастичка сала, тениски терени во затворен простор, сала за боречки спортови. Ќе изградиме отворен базен во рамките на аквапаркот, како и затворен пливачки базен во аеродром и отворен пливачки базен во Шутор Ризари, како и 20 нови спортски сали и 12 повеќенаменски игралишта, 13 тениски терени, 36 кошаркарски игралишта, 2 фудбалски игралишта, 2 фитнес зони на отворено и така натаму и така натаму. Скопје ќе добие и импозантен амфитеатар како место каде што ќе се собираат многу млади луѓе. Амфитеатарот во Скопје со капацитет од 9000 седишта. Ќе обезбедиме и субвенционирање на грејење со пелети, со што ќе има субвенции за купување на печки на пелети, намалување на ДДВ-то за печките и пелетите, а ќе се субвенционира и инсталирање на системи за грејење во големи објекти кои вршат јавни дејности. Предвидуваме субвенции за набавка на електрични возила, како и субвенции од 300 евра за вградување на плин во возилата, системи на плин наместо бензин, со цел намалување на штетните издувни гасови. За сите оние кои што сакаат да купат електрични автомобили, ќе ја намалиме цената на електричните автомобили преку ослободување од царина и намалување на стапката на ДДВ од 18 на 5%. Дополнително, ќе субвенционираме купување електрично возило со доделување на неповратни 3.500 евра за возила до 20.000 евра и 5.000 евра за возила на над 20.000 евра, во зависност од вредноста на возилото. А собствениците на електрични возила нема да плаќаат паркинг, патарини и давачки за патишта при регистрација на возилата и ќе добиваат целосно нови инсталации за полнење на возилата на сите бензински пумпи, катни гаражи и паркиралишта. За прв пат
ќе воведеме субвенции за весниците. С обзир на тоа што употребата на весници расте, порталите се повеќе добиваат на тежина и значење, весниците се потешко преживуваат. Затоа по теркот на неколку западноевропски држави ќе воведиме субвенции за весниците. Владата од 2018 година ќе го воведе ова субвенционирање. Ќе обезбедиме зголемени плати за универзитетските професори и универзитетските асистенти, кои ќе објават научни трудови во списанија со импакт фактор, како и ќе обезбедиме бесплатен пристап до базите на Thomson Reuters, Scopus и EBSCO. Затворен пливачки базен ќе добијат аеродром, но и Битола и Струмица. Ќе изградиме и голем повеќенаменски спортски комплекс во Битола, составен од голема спортска сала со 6000 седишта. Битола го заслужува тоа. Во неја ќе има и мала сала со 500 седишта, затворен пливачки базен со трибини, како и мултифункционален објект на 2 нивоа, кој ќе содржи гимнастичка сала со 300 седишта и дел наменет за боречки спортови. Освен тоа, ќе се реализира и ветената зголемена поддршка од државата за спортските федерации и Македонскиот олимписки комитет. Ќе се овозможи ослободување од данок на добивка на компаниите кои ќе финансираат спортски клубови, спортисти, спортски федерации и Македонскиот олимписки комитет. Ќе се отпочне со буџетско финансирање на спортови кои немаат своја организирана лига. Ќе се обезбеди и ангажман на врвни тренери од повеќе спортови од странство во спортските академии низ Македонија. И на крај, прескокнувајќи многу други проекти, ќе кажам, најмногу од се ќе работиме, ќе настојуваме во секој град, во секое населено место, да донесеме инвестиции и компании кои ќе отвораат нови работни места во Република Македонија. Драги браќа и сестри, во моментов стоиме исправени пред многу важна одлука, која за нашата генерација и за Република Македонија има референдумско значење. Од тоа каков став ќе завземеме сега, ќе зависи каква иднина ќе имаат и во каква држава ќе живеат нашите деца и внуци, генерациите македонци и граѓани на Македонија кои ќе дојдат после нас. До овој момент од историско значење дојдовме после долг и тежок период за сите граѓани на нашата земја. Период на вештачки создадена криза, период на сценарија за дестабилизација, чија крајна цел ја гледаме токму деновиве во најавите за редефинирање на нашата држава. Но и период кој го поминавме заедно рамо до рамо со вас. Некогаш, среде сите напади, интриги, лаги и сценарија, денот се чинеше како цела година. Некогаш излезо се чинеше премногу далеку, дури и невозможен. Меѓутоа, не ја изгубивме вербата, не ја изгубивме надежта, не ја изгубивме силата, бидејќи силата сте вие, народот на Република Македонија, чуварите на суверенитетот на оваа држава. Ви благодарам за тоа, ви честитам за тоа. Ова беа тешки времења за Македонија. После 2,5 години во кои Македонија беше држена во агонија, вистината излегува на површина. Нема човек кој работел и кој не погрешил. И тука не барам изговори за нашите евентуални грешки, кои со сигурност знаеме дека не се стратешки. Туку сакам само да ви дадам до знание дека и ние сме како и сите други луѓе. Луѓе кои се одвучни да работат, за да се подобри од ден на ден за вас
и за Македонија. Не за џабе старите велат кој работи, тој и греши. Јас сум свесен за ситуацијата во која не втурнаа, но знаете и самите, а и Бог ми е сведок, за трудот кој го вложувам сето ова време по 15 часови на ден работа, трудејки се да го дадам максимумот. Што можам и да помогнам на што повеќе луѓе. Да се обидам да решам некој најголем дел од нивните секојдневни проблеми. Да се посрекни и позадоволни од себе, од нас и од својата држава, која имаме чест заеднички да ја градиме. Кризата не направи посилни. Кризата не направи поодвучни, подобри, похрабри, поспремни да се соочуваме со предизвиците и посветено да продолжиме да работиме заедно со вас. За нас е важен секој глас и сечие мислење. И ниеден глас не смее да биде потценет. Затоа ние се обраќаме во оваа кампања до сите, свесни дека до некој ќе допреме, но до некој можеби и не. Но сепак сакам да кажам дека различни мислења и разлики по дневно политички теми се едно, а љубов кон татковината и историска обврска и одговорност е нешто сосема друго. Во вакви моменти за државата и за обстанокот на нашата нација, каква што ја сакаме, кога меѓу нас има некои разлики, наша должност е да се обединиме заедно за доброто на Македонија и заедно да го запреме процесот на разнебитување на државата кој започна со политичката криза. Нашите предци досега застанале во одбрана на својата земја многу пати. Време е нашата генерација да го стори истото. Секој во своето време, секој со своето оружје. Нашето е на 11 декември. Со гласот што ќе го дадеме, со гордоста, достоинството, изразени преку пенкалото и изборното ливче. Новие парламентарни избори кои се пред нас, изборот е помеѓу две алтернативи. Едната опција која создаваше кризи и другите кои покрај се трудеа да работат, да помагаат, да создаваат и покрај сите пречки и обструкции. Едните кои сеја омраза и поделеност и другите кои покрај се работеа на конкретни проекти и мерки кои го подобруваат вашиот живот. На крај на сето ова, секој од вас треба да се праша самиот, интимно, лично. Со кого ќе ви биде подобро на вас лично? Кој ќе сработи повеќе? Кој подобро ќе се справи со економските предизвици? Со кого ќе се чувствувате подобро и побезбедно? Кој има подобар кадар и подобра програма? Кој држи повеќе додадениот збор? Кој ќе отвори нови работни места и ќе овозможи повисоки плати, пензии, социјална помош, субвенции? На кого повеќе му верувате? Кој ќе биде достоинствен пред уцени? И со кого нема да се срамите, кога еден ден ќе погледнеме назад? Кој ќе ги штити државните интереси подобро? Ние или СДСМ? ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија или СДСМ? Во суштина, ова е едноставен избор и покрај сложените околности во кои се прави. Избор помеѓу две комплетно различни концепции и избор помеѓу двајца кои се кандидати за премиер, помеѓу мене и помеѓу Зоран Заев. Ако веруваш во Македонија, твојот избор е јасен. Сега е моментот кога треба да се потрудиме оваа криза на 11 декември да ја затвориме и да ја претвориме во една нова можност. Тоа е денот кога сите заедно ќе се спротивставиме на ова сценарио кој што се спроведува во Македонија.
бидејќи знае народот што се случува и што сака. Знаеш и ти многу добро што се случува во државата. Но со изборите на 11 декември ќе им покажеме не само на скептиците во државава и оние кои работат на ова сценарио, тука во Македонија, туку ќе видат и соседите, но и народите пошироко, дека овде живее горд и достоинствен народ, цврст, силен, кој со оваа генерација ќе го победи сето она што се прави против Република Македонија. А ние, еден ден, сите ние од оваа генерација, македонски граѓани, млади, средовечни, повозрастни, ќе можеме со гордост да погледнеме наназад и да кажеме со високо крената глава: да, јас бев дел од таа генерација македонци и граѓани на Македонија и си ја зачував државата. Јас учествував во тоа зачувување на државата во тие тешки и кризни моменти. Генерација која што ја одбрани државата, која што донесе правилна одлука, кога беше најпотребно и која што знаеше да одбере што е подобро за граѓаните и за татковината. Судбината на Македонија е во твои раце. Ова е историски момент во кој се носи многу важна одлука. Одлука која навидум некому можеби и ќе му се чини не баш едноставна, но во суштина е многу едноставна. Главата горе, горди мои македонци и горди граѓани на Македонија. Ова е твоја земја. Ние нема да ти изневериме и ќе бидеме рамо до рамо со тебе во сите предизвици. Ти си нашата сила. Ние сме вашата сила. Доаѓаат подобри времења. Главата горе и не заборавајте. Ова е ваша земја. Ова е земја на сите вие кои живеете во неа и ничија друга. Ничија на никого. Ова е само ваша земја, на граѓаните на Македонија. Вие одлучувате да сте живи и здрави. Бог да биде со вас и со вашето семејство и да ви го отвара патот ни животот, давајќи ви радости, среќа и береќе. Да живее ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија. Да живее Република Македонија. Да е слободна, суверена, унитарна, независна и единствена. Да е економски мокна. Да живее Европска Македонија. Znaš što je najdobro za svi.